Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитуван мандатаре, предложени министри, колеги, новинари. Денес е голем ден за Република Македонија. Денес, после 11 години, завршува владењето на една недемократска, авторитарна власт. Денес завршува ерата на груевизмот, започнува процесот на ослободување на заробената држава. Отпочнува нов концепт на размислување, делување, однесување и водење на државата. Денес на Македонија на незините граѓани и се отвараат можности за започнување на живот во слободно општество, растеретено од партиски притисоци и уцени. Можност и шанса за нов почеток, за градење на демократско општество во кое ќе нема поделби на ваши и на наши, ќе нема поделби на партиски подобни и неподобни граѓани, ќе нема поделби по етничка, верска или било која друга припадност. Општество кој ќе дава можност на секого. Оваа шанса, почитуван мандатар, сигурен сум дека ќе ја искористите и нема да ги разочарате граѓаните. Како што не ги разочаравте струмичани цели 3 мандати додека бевте градоначалник на општина Струмица. Граѓаните имаат големи очекувања, надежта им се врати дека во Македонија може да има достоен живот. Таа надеж не смееме да ја уништиме. Либерално-демократската партија ќе даде целосна поддршка и ќе инсистира во целост да се демонтира системот кој го инсталира оваа власт и кој го нарековме груевизам. Ќе дадеме поддршка за рушење на системот кој влеа страв помеѓу граѓаните. Систем кој се базира на уцени, закани, притисоци, рекет, присила, изигрување на законите, коруптивно владење, енормно богатење на поединци, приватизирање на државата. Мерките на новата влада да бидат во насока на стопирање на екзодусот, кој се спроведува цели 11 години. Масовното иселување на граѓаните мора да запре. Да го променеме концептот на владење. Пред законите да одговараат сите, законите да важат за сите. Да нема заштитени лица од новата власт. Името на Оливер Спасовски ми дава за право да верувам дека оваа наша цел ќе биде реалност. Да се демонтира партизираното и нефункционално судство и обвинителство. Во оваа насока го поздравувам предлогот на мандатарот да ја прифати иницијативата на ЛДП, која прва ја предложи во јавноста да се формира специјално судско оделение за решавање на случаите од СЈО, кој најде на голема поддршка во граѓанскиот сектор и општо помеѓу граѓаните. Во јавната администрација, партиската книшка неопходно е да се замени со критериумот на квалитет и стручност при вработувањето. Дамјан Манчевски ќе има сериозен предизвик, но сигурен сум дека ќе одговори на истиот. Да се намалат казните за приватниот сектор и тие да се прилагодат согласно големината на фирмата. Инспекциите да бидат во служба на приватниците. Во таа насока тие треба да опоменуваат и да советуваат, а не веднаш да казнуваат, а особено да рекетираат. Почитувам предлог кандидат за министер за финансии. Уште во првите 100 дена ЛДП очекува да укинете редица парафискални давачки, кои ги оптеретуваат малите и средни бизниси. Ако не го направите тоа во овој рок, ние како пратеници ќе започнеме да предлагаме измени на закони, со кои ќе предложиме укинување на редица нелогични и непотребни давачки и такси, со кои државата им ги одзема парите на фирмите и на граѓаните. Во оваа насока ја поддржувам иницијативата на мандатарот за укинување на радиодифузната такса. Очекуваме во првите 100 дена да се врати ефтината дневна тарифа за домаќинствата. Да се зголеми владината поддршка за малите и средни бизниси од сегашните смешни 116.000 евра на неколку милиони, бидејќи тие се стожерот на македонската економија. Новата влада мора да го зголеми домашното земјоделско производство и да го намали увозот на храна. Субвенциите треба да одат кај вистинските земјоделци, да престанат партиските делби на земјоделска помош и механизација. Љупчо Николовски со неговата енергија и посветеност знам дека ќе ги направи вистинските реформи кои ќе го заживеат земјоделското производство. Знам дека ќе работи честно и во интерес на земјоделците. Знам дека ќе го расчисти криминалот и корупцијата во неговиот ресор, особено на неговите претходници. Почитуван мандатар, во однос на демократизацијата и промените во општеството, ЛДП верува во исполнување на ветувањето дека во првите 180 дена ќе предложите измени на изборниот законник со кој ќе се промени начинот на избор на советници во локалните совети.
Отворените листи за избор на советници се голема придобивка за демократијата, со која за членови на Советот ќе се избираат најдобрите, а не најлојалните, ќе се избираат најквалитетните, а не најпослушните. Воведувањето на една изборна единица за избор на пратеници, ветување кое го дадовме пред граѓаните, исто така очекуваме во најскоро време да стане реалност и да добие поддршка од сите парламентарни партии. Никој да не се плаши од реално соочување со граѓаните. Секој да се излезе на избори и реално да знае колкава доверба има кај граѓаните. ЛДП не се плаши од овој предизвик и верува во поддршката од граѓаните. Да направиме измени во законите со кои ќе ги намалиме привилегиите на јавните функционери. Во однос на реформите во образованието, убеден сум, познавајќи лично идната министерка и моја досегашна колешка Рената Десковска, дека мандатарот го направил вистинскиот избор и дека Македонија ќе го добие најдобриот министер за образование што некогаш би имала. Од нашето заедничко работење во Комисијата за политички систем заклучив дека се работи за личност со висок морален кредибилитет, стручност, честност, правичност, искреност, отвореност за сугестии, предлози и критики, а за мене тоа се особини кои гарантираат успех во работата. Иднината на државата е во младите, а тие од денес ќе бидат во сигурни раце, сигурен сум во тоа. Во однос на стравувањето во јавноста, дека Битола во оваа влада е заборавена, можам само да кажам дека времето во кое Битола беше турната на маргините е зад нас. Јас како председател на партија, мојот колега Кирацовски како подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, Васко Ковачевски како пратеник, сме гаранти дека не еден министер, туку целата влада ќе работи во интерес на Битола и битолчани, како што ќе работи во интерес на цела Македонија. Од утре заедно со премиерот, сите ќе работиме на привлекување на инвестиции, на отварање на нови работни места. Ќе се потрудиме да ги вратиме инвеститорите кои си заминаа бидејќи некој им барал провизии од минатата влада. Тоа време на провизии е зад нас. Сакам уште збор-два да кажам за нашиот кандидат за министер. Либерално-демократската партија во владата ќе биде застапена преку универзитетскиот професор доктор Зоран Шапорик. Предлагаме личност, доктор по правни науки, со положен правосуден и нотарски испит, специјализант на Харвард, најдобриот универзитет во САД. Автор на безброј научни трудови објавени во најреспектабилната научна меѓународна база Web of Science. Коавтор на низа стратешки документи во Република Македонија и во други држави во регионот. Добитник на повеќе меѓународни научни престижни награди од областите на екологијата, правото на Европската унија и локалната самоуправа. Тој е пример како некој што не е од Битола работел во интерес на Битола. Додека беше министер за екологија во владата на Република Македонија периодот 2005-2006 година, во Националниот парк Пелистер се направија најголемите инвестиции. Се направија рекреативните патики, видиковците, се започна со изградба на колекторски систем, кој што за жал со неговата смена прекина до изградбата на тој систем и цели 11 години тој систем не е завршен. И затоа во Пелистер најголем дел од изворите пишува забрането вода за пиење. А денес она што се случува на Пелистер е ова: масовна сеча на шумата од директори кои што се предложени од владата на ВМРО ДПМНЕ. Се разбира, овие слики ќе одат и кај Оливер Спасовски да го рачисти тој криминал. Граѓаните се револтирани затоа што се ништи националното богатство. На крај сакам да ви посакам, премиере, успешна работа. Ве чека голема и тешка работа. Многу само жртви кои треба да ги дадете на патот на реформирање на Македонија, но знам дека ќе издржите и ќе успеете. Ја имате нашата поддршка, а преку нас и на целото европско либерално семејство, кој го сочинуваат 7 европски премиери, 5 еврокомесари и голема пратеничка група во Европскиот парламент. Сигурен сум, пријателе, познавајќи ве вас лично и гледајќи го вашиот предложен тим, дека успешно ќе водите Македонија кон евроатлантските интеграции. Благодарам.